Владата вели дека како партија немате доставено забелешки за планот 18 како дел од пристапниот процес кон ЕУ. Како го коментирате ова? Видете, во однос на тоа, владата и премиерот Зоран Заев буквално ја лажат јавноста, исто како и за договорот за името, и нивниот така наречен план 18 се води во тајна и нетранспарентна постапка. Ниту некаков план бил доставен до ВМРО ДПМН, ниту пак биле побарани забелешки од нашата партија, иако заеднички договор беше да прашањата поврзани со интеграциите се носат заеднички со консензус. Тоа беше заеднички договор, меѓутоа не беа испратени никакви барања за консултации со нас, и ова е еден измамнички однос на владата која не е способна да испорача резултати буквално на ниту едно поле во државата. Искрено зачудени сме од леснотијата на еден премиер и вице-премиер како може да ја лажат и да ја дефокусираат јавноста. И само уште еден коментар за демолирањето на вашето возило. Видете, ова не е прв вандалски чин да се напаѓа и да се посегнува по имот, односно врз имот на партиски функционери, членови, активисти на ВМРО ДПМН, и целта на ваквите кукавички чинови е да се исплашиме, да замолчиме, да не зборуваме за криминалиите кои што ги прави власта, што може да се каже откако дојдоа на власт па до денес не се прекинати. Сега треба да знаат дека ниту ќе се исплашиме, ниту ќе прекинеме да зборуваме за нивниот криминал, ниту имаме намера да замолчиме и да не замолчат со ваквите закани, кукавички чинови, вандалски чинови, и мораме да им признаеме дека се служат со криминални методи, бидејќи, како што знаете, всушност е и криминална влада.